Hitna zabrana за izvoz на жито и сончоглед бараат од мелничко-преработувачката индустрија и неколку здруженија на сточари. Барањето доаѓа откако до нив стигнала информација дека компании од Грција и Бугарија се обидуваат да договорат откуп на овие суровини од Македонија, зашто нивната набавка од Украина и Русија е речиси невозможна. Ако ова се оствари, тоа ќе значи голем проблем за мелничката индустрија, но и за населението, бидејќи и така малото производство на житни култури и сончоглед ќе заврши во странство наместо да се користи во земјава. Со тоа ризикуваме да немаме доволно количини брашно за прехрана на населението. Вели Горан Малишик од Здруженијето на мелничко-пекарската индустрија во Стопанската комора. Ова исто така би значило и недостиг на суровина за фабриките за масло за јадење, како и храна за добитокот. Сточарите ќе тражат да се забране извозот на зрно, јачмен, мумуруска пченица, да речеме. Производителите ќе барат поголема цена. И сега, не знам, треба да се тражат некои заеднички модалитети. Да. Треба да се направи, да се избалансира, да има некоја добра цена, да бидат задоволни и производителите на сточна храна и сточарите, затоа што сточниот фонд се намалува нагло. Поради ова, повеќе здруженија од коморите во земјава веќе алармирале кај владата за проблемот и побарале да се забрани извозот на житарки до крајот на годината.